Добар ден на сите. Ви благодарам заради вашето присуство, заради тоа што одвоивте време да продискутираме за тема што ни го прекупира нашиот живот, а тоа е безбедноста и здравјето при работа. А уште повеќе говориме во време на светска пандемија, кога разговараме за последиците кои произлегуваат од новиот коронавирус, а од друга страна и заболувањето COVID-19. Сега денеска се собравме конкретно, ние четворица, да поразговараме за најновите дополнение на правилникот за професионални болести, поточно дополнувањето во точката 408, а тоа е признавањето на COVID-19 како причинител или основа за професионално заболување. Дали е возможно да ве поканам професор Стикова, бидејќи тројца мажи сме, а вие сте единствена жена, да ве поканам и една елаборација да направите поднос на добиениот правилник. Благодарам од два аспекта. Прво, како джентлмени да ми дадете предност, а второ, веројатно и како на женско, нели? Фала. Прво, само на самиот почеток сакам да направам една исправка или појаснување. Јас денеска тоа го забележав или сварив. Не станува збор за дополнување на листата, туку е објавена нова листа. Значи имаме комплетно нова листа, во која што во последниот член стои дека предходната од 2004 година се става, не знам како, Лазар ќе каже каде се става. Да, не е веќе во правен живот. Има неколку работи за оваа листа, кои што прво може да се разговараат од стручен аспект, што нејзе и недостасува, таква каква што е, или кои услови треба да се исполнат. Не. Кои услови треба да се исполнат, за да може со таа листа, таква каква што е, да се признае COVID како професионална болест. И вториот аспект на дискусијата е дали таа листа, нова листа на професионални болести е соодветна на мигот, на потребите, на времето и на барањето во однос на сите останати здравствени работници. Дел од оваа дискусија ние споделивме и минатиот пат. И имам две прашања кои што мислам дека со Лазар ги дефиниравме, мислам дека се согласивме. А во тој правец го направив и денешниот материјал кој што му го препратив на Симон. Не знам, Милан, дали е препратен до Благоја и до Лазар. Меѓутоа, тоа е отприлике како едно упатство и водилка за признавање на COVID-19 како професионална болест во функција на сегашната, значи на новава листа. И прво би го анализирала тој дел. Со Лазар се договоривме дека првата работа е треба да имаме документирано влијание врз работната негативно влијание врз работната способност. Работната способност сме подготвени да ја прифатиме, да постигнеме некој консензус еве и сега во рамките на оваа дискусија, дека треба документирано да постојат знаци, да постојат докази во согласно со Законот за пензиско и инвалидско осигурување да има промена во работната способност. Тоа значи дека работната способност треба да биде изменета, намалена или изгубена, и тоа се права од Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Во светло на оваа листа, врз основа на прелиминарната дискусија што ја имавме со Лазар, стои дека болувањето би требало да биде третирано како привремена спреченост за работа, а не промена во работната способност. И покрај тоа што сите знаеме дека иницијативава, поготово меѓу здравствените работници, поиде од нивната потреба, желба, барање, очекување, болувањето да им биде признаено во 100% износ, а не да им биде намалувано. Меѓутоа, онака како што разговаравме со Лазар, а после и Лазар ќе се вклучи во дискусијата, сметаме дека треба да има последици врз работната способност. Тоа е првата работа од која што мислам дека би требале да поидеме пред да ја прифатиме листата како подзаконски акт кој што е подготвен да влезе во живот. Втората работа е поврзана со условите и критериумите кои што се во листата на професионални болести. И ако ја споредите точка 407 и точка 408, ќе видите дека има од стручен аспект
од медицински аспект или од професионален аспект, не знам како да кажам, сериозни разлики меѓу двата члена. Во член 407 се бара да има причинско-последична, просторна и временска поврзаност меѓу инфекцијата, болеста и изложеноста. Во точка 408 тоа не се бара, него вика позитивен ПСР тест. Втора работа, не се бара епидемиолошка анкета, никаква епидемиолошка анкета, и на тој начин самиот процес во кој што професионалната болест би сакале да ја гледаме како последица на условите на работа врз здравјето не е предвидена, односно не е озаконета. Во ваков случај стои една формулација, ако читате, стои независно од тоа дали има клиничка слика, значи и асимптоматски ковид може да биде признаен за професионална болест. Што е тоа што ќе биде признаено и што е тоа што ќе носи бенефит ако во членот 40 на Законот за пензиско и инвалидско стои дека има негативно влијание врз работната способност, а листата спротивно бара само нешто што значи доказ позитивен ПСР. И конечно, третиот суштински елемент, во насловот на точката 408, а не во услови и критериум, стои за кој што е докажан ризик. И тоа е нешто што мораме да инсистираме да биде најнапред спроведено, не заради тоа што ќе имаме повеќе или помалку професионални болести, него што е тоа основа на нашата работа. Превентивните мерки, да биде докажано дека е направена проценка на ризик, дека е утврден зголемен ризик за инфекција, дека се превземени сите инженерски, административни, организациони мерки и конечно лична заштитна опрема, и ако е све тоа исполнето, тогаш навистина може да разговараме. Ако вака не ја поставиме работата во однос на професионалните болести, јас мислам дека ќе се сведеме во ситуација на ценкање, на договарање, имам, немам и така натаму, и дека сериозно ќе ја разлабавиме работата и ќе се ставиме само како инструмент во овој момент на прилагодување кон желбите и очекувањата на здравствените работници. Има уште една работа во тој член 408. Јас разговарав денеска со специјалисти по социјална медицина, кои што се специјалисти за организација на здравствена заштита и така натаму. Прашав што е медицински персонал. Лазар може да ми помогне. Што би дефинирале, затоа што во условите на точка 408 пишува доктори или друг медицински персонал и понатаму разглобува. Во стручната терминологија ние немаме медицински персонал, или барем јас не сум видела, и со колегиве со кои што разговарав имаме здравствени работници, здравствени соработници и нездравствен персонал кој што работи во здравството. Така да и самата категорија медицински персонал не знам дали се однесува на фармацевти, дали се они медицински персонал, дали се однесува на стоматолози, не знам дали се медицински персонал во функција на тоа. Да не кажам за здравствени химичари, не знам, специјалисти, овие што се од биохемија, што имаат молекуларна генетика, баш се сега вклучени, така да целиот тој термин стои, некако мене лично ми виси. Ова е првиот сегмент. Вториот сегмент е дали е вред визави другите работници, но тоа мислам дека е друга дискусија. Мене ми е секако добар вовед, за оно што веднаш кога сега ќе ја префрлам топката кај професорот Јовевски, каде што имам неколку дилеми. Имам неколку дилеми кои во неформално дел ги дискутираме често пати, кои се однесуваат на еднаквост, се однесуваат на апликативноста на законот еднакво према сите, али затоа што јас ја држам инженерката страна, топката благо ја префрлам кај професор Јовевски. Ајде видиме што ќе кажат правниците. Благодарам, Благоја. Се надам се, Милан, се извинувам. Го гледаш Благоја, добро. Некако гледам Благоја, да. Се слушаме, така, добро. Значи, благодарам за поканата, благодарам за можноста да дискутирам со овој аудиториум, кој што особено го почитувам и ценам, сите вас тројца. И мислам дека дилемите, аспектите кои што ги отвараме ние денес овде, навистина се вредни за внимание, се уникатни и се би рекол раритетни во наше општество, бидејќи единствено за сега, барем ние зборуваме на оваа тема на овој начин. Јас ја слушав со внимание професорката Стикова
и дефинитивно во однос на одредените прашања и дилеми се надоврзувам на неа и сметам дека со право во однос на тоа што е професионална болест и како, кои критериуми треба да се постават, сум на, да не речам иста или барем слична линија, како и таа. А имено ние всушност имаме веќе дефинирано што е тоа професионална болест и тука по Законот за пензионско и инвалидско осигурување го имаме во делот на законска дефиниција, меѓутоа во самата теорија во науката ние многу добро, ние јасно и многу добро знаеме што всушност тоа е определено како професионална болест. Кога зборувам ние во науката, зборувам не само во Македонија, зборувам за целиот регион на Југоисточна Европа, зборувам за Европа, зборувам и на ниво на Меѓународна организација на трудот и на Светска здравствена организација, така што професионалната болест повеќе или помалку не трпи, дефиницијата зборувам, не трпи голем број на промени, но всушност една константна дефиниција која што е, би рекол, планетарно повеќе или помалку прифатена, а која што е инкорпорирана и во нашето законодавство, според кое професионална болест всушност е болест причината со подолго, повторам, со подолго, непосредно влијание на процесот и условите на трудот врз работната способност на осигуреникот. Значи, подолго, континуирано, непосредно влијание на процесот и условите, на трудот врз работната способност на осигуреникот. Неминовно е дека и по законската дефиниција на Законот за пензионско и инвалидско осигурување, а од таму ја црпиме оваа дефиниција, всушност јасно е дека треба, за да постои професионална болест, работникот, односно осигуреникот, треба подолго време да биде изложен на ризични фактори и услови при работа, за разлика од повреда при работа, која што најчесто е моментална. Се случува во еден моментум и се добива одредена повреда и тоа е тоа. Овдека всушност треба да постојат повеќе услови за да се смета дека е професионална болест. Оваа дефиниција, ова определување на тоа што е професионална болест не важи само за сега во контекст на точката 408 од, како што кажа со право, професорката Стикова, новиот правилник кој што се донесе со уредба со законска сила. Мислам, малку и тоа е чудно сега во овие околности да се носи ваков тип на правилник, малку сум изненаден, морам да признам. Меѓутоа, како и да е, значи, ова точка 408, но и сите останати, кога зборуваме за професионална болест, важи оваа дефиниција. Критериумите, онаа причинско-последична врска која што ја кажува професорката Стикова, мора да се земе во предвид при определување на тоа дали заради одредено заболување вработениот или осигуреникот во контекст на Закон за пензионско и инвалидско всушност станува лице кое што има професионално заболување. Во оваа ситуација, кај се веројатно сега јас од медицински аспекти не сум толку стручен, нели, тука докторката ќе ни каже, меѓутоа кај сите инфективни заболувања, всушност мора да се видат последиците, мора да се види како таа инфекција делува на работната способност, која што беше претходно напомената. Има инфекции кои што не делуваат на работната способност, луѓето ги прележуваат. Ако е така, тогаш треба и грипот да се стави во оваа категорија, треба сите вируси, буквално се што е поврзано со вирус да влезе во овој контекст на COVID-19. Дотолку повеќе што во самата точка 4 е наведено дека може да има и, како што беше напоменато, асимптоматична слика. Значи, ако имаме асимптоматична слика и случајно некој открие дека при некои други можеби серолошки испитувања, меѓу другото дознае дека прележал можеби COVID-19, тогаш што значи тоа дека е можно да отвара постапка за одредено професионално заболување? Секако дека не. Самата болест, од каков и да е карактер, од трудово-правен аспект, за да биде признаена како професионална болест, мора непосредно, директно да влие на трудовата, на работната способност на вработениот, односно на осигуреникот. Во тој контекст немам дилеми и не само јас, туку тоа е став и велам и на науката во регионот, во Европа и во светот, а и законските одредби се во таа насока. Сега, она прашање што беше медицински персонал, да, се гледа дека ова е правено некако дали е на брзина или во кои околности не знам, меѓутоа дефинитивно тука Законот за здравствена заштита дефинира кои се тие организационата структура на здравствениот систем во Македонија е таму уредена и таму се знае точно кои работни места, кои позиции ги има во здравствениот систем. Медицински персонал, сега ова е мој увид, се мисли на се она што не е доктор, а е поврзано со медицински персонал. Значи, стајано е една
генерална една флоскула или израз, реченица, два збора, медицински персонал, потоа вели ветеринарниот персонал и другиот помошен персонал вработен во болници. Значи друг помошен персонал, оние кои што воопшто немаат никаква допирна точка со медицината, туку се во некои други служби кои што работат во медицинската струка, на клиниките, во болниците, амбулантите и така натаму и така натаму. Значи лекарите се издвоени и медицинскиот персонал, се мисли на сите оние лаборанти, медицински сестри, техничари кои што работат, и третата категорија е помошен персонал вработен во болници. Тоа е оној според други некои закони, веројатно се прави паралела помеѓу оној помошно-технички персонал кој што постои во други државни и јавни органи, така што и овдека се мисли веројатно на овие, неверојатно, него сигурно. Убеден сум дека таа поделба. Дали е соодветна или не, сега тоа е можеби тема за дебата и повеќе за друга дебата, но во овој контекст сметам дека е тоа. И во однос на она дилема која што ја поставила Милан на почетокот, која ми даде збор, Милане, значи дефинитивно се поставува прашањето за тоа ако прво видете, ние немаме доволно информации сега за што се случува. Еве денеска додека ние разговараме, веќе се предлагаат мерки за олабавување, би рекол ви тоа, значително олабавување на мерките. Така да сега некои други информации од пред месец-два кои што циркулираа во македонската и светската јавност доаѓа до израз дека наводно не е сега ова толку страшно, не е ништо, дека ќе се отварат трговски центри, молови, едукативни центри и така натаму, а гледаме дека бројот на заболени, барем овие денови, дека сега ние зборуваме, не се намалува драстично, со оглед на тоа и бројот на тестови пропорционално, ако се земе, значи над 10% имаме инфективност на лицата, така што сега веројатно некои други медицински информации им се дава поголемо значење за да се или на нешто друго, на нешто трето можеби. Зошто сега вака сите овие мерки се олабавуваат, така што во контекст на тоа дека дали се прави дискриминација, па секако дека има простор за дискусија, затоа што со оние што се заразуваат на други работни места. Во Веле се заразија во фабрика, значи во делот на работење на работа. Во Куманово, во делот фабриките на работно место беа заразени одреден број на луѓе. Така што се постава прашањето дали како професионална болест ќе се смета само за медицинскиот кадар, нагледајќи ги претходните точки од самиот правилник 407, кој што зборува за други инфективни заболувања предизвикана при превенција на болести, значи тука влегуваат се што претходно не е. Ако одите погоре ќе видите дека се зборува за туберкулоза, хепатитис, бруцелози, тетанус и така натаму, значи разни други инфективни паразитски заболувања кои што влегуваат сите во точка 4. Значи тогаш COVID-19 е издвоен како посебен, не е под други инфективни заболувања. И тука само да се однесува на вработените во медицинскиот дел, ветеринарната, сметам дека е вредно за дискусија и за размислување дали на тој начин се доведуваат во дискриминација и тоа директно одредени други категории на вработени кои што можат на работно место исто така да заболат од COVID-19 и да има потенциран последици по нивната работна способност. Благодарам, Мозе. Да го оставиме Благоја сега представникот на работниците, да го оставиме на страна. Јас би те вклучил, Благоја, во однос таму каде што професор Јовевски застана. Бидејќи ова се однесува на здравствените работници, а ти си председател на Конфедерацијата на слободни синдикати. Како гледаш на сето ова кога бидејќи дел имате и од клиничкиот центар, здравствените работници, но имате и други, значи како што е СОН, како што се другите синдикати. Како ќе им го објасниш ова на твоите членови кога за една одредена група на твои членови важи правилникот, а за одредена група не важи? Пред се добар ден и од мене, да ве поздравам јас, пошто не сум вклучен малце во цајтунг со овој состанок. Пред се сакам две-три работи претходно да кажам со претходните соговорници, со професорот Лазари, со Тикова, со тоа како да ги дали се сложуваме или не, дали има последици врз здравието, врз понатамошниот живот, па како да во која врста да го сврстиме COVID-19 и така натака.
Не би се сложил тука дека треба да навлегуваме толку. Зашто? Затоа што многу пати кажувам, значи ние како конфедерација кажуваме дека во Македонија има отсуство на социјален диалог, на секаков диалог, не само на социјален диалог, дека цел тој диалог е формален диалог. И еве, можда овие мерки се препорачани од онаа средба на министерката Царовска со невладините организации каде што разговара околу законот за безбедност и здравје при работа. Се шалам, еве, кажувам каков е диалогот за да ме сватите што ми е поентата и што сакам да доловам. Не би се сложил со професорот дека треба да видиме во кој дел какво треба да го објасниме, дали има последици, дали нема последици. Јас ви кажал дека одлучиле и треба да тераме, ние како синдикат. Сега вика во здравствениот персонал. Значи, здравствениот персонал испаѓа и администрацијата во тој здравствен персонал. Ако е таа администрација изложена на зараза од тој COVID-19, значи изложена и администрација и целостната администрација во државата. Дали се тоа министерства, дали се тоа агенции, управи и така натака, кои што работат шалтер, кои што работат со странки. Значи имаме и такви случаи, значи има случаи во катастарот каде што чуварот на пријавница се заразил, се заразиле две хигиеничарки, се заразил еден геометар. Значи имаме и такви случаи во институциите каде што се заразуваат од тоа што имале допир со заразени или носители на тој вирус. Зашто COVID-19 е посебен? Еви тоа ќе кажам зашто е за нас како синдикат посебен, а мислам дека и за вас. Сме имале и порано и други инфекции, други зарази, и грипови и така натака, можеби и оставале последици врз здравјето на луѓето, и сме се заразувале и на работно место, и наставниците можеби се заразувале на работно место, нели во оние сезонски грипови кога пола од децата не одат во школа, и биле исто така опасни, имало и други зарази и така натака, но ово е секако еден вирус кој што е посебен, затоа што овој вирус не стави сите во карантин. Значи, ја сопре целосната светска економија. Значи, сопре социјалното настојание го одредува овој вирус. Значи, дали ние ќе имаме близок или далечен контакт, тоа со другите вируси и со другите грипови не било. Зашто? Затоа што сите знаеме дека е нешто ново, нешто што не знаеме дали утре ќе имаме последици. Еве што го кажа тоа и стерилноста, и мислам дека професорот Јовески го кажа тоа, да јас не сум стручен во тој дел и нема да навлегувам, но читав денеска еден хрватски доктор кој што работи на германски институти, кај што кажува дека сите понатака што сакаат да имаат деца, треба и што биле заболени од овој COVID-19 да се јават на доктор. Значи има едни страшни последици кои што можеби еве тој вирус сме го закачиле на работно место. Јас би кажал дека би се сложил тука со Милан, дека ако одлучиле веќе дека е COVID-19 професионално заболување, и тоа е барањето на синдикатот на клинички центар за медицинскиот персонал, јас би кажал дека ние треба како синдикат, и еве благодарност до поддршката од вас што размислувате и во тој дел од вас, дека треба ова да биде професионално заболување за сите работници кои што го добиле ова на работното место, за целата администрација, за сите кои што работеле во некоја текстилна фабрика или во некоја индустрија, за сите кои што работеле во некој маркет или кои што работеле, не знам, во некоја фабрика или микро фирма каде што има до 5 вработени, дистрибутери и така натака, полиција, армија и сите кои што беа во додир со овој COVID-19, кои што на своето работно место се заразија.
имаше една статистика пред некој ден, ја читав по нашите портали, дека заразата на COVID-19 од тие што се заразени во нашава земја, вклучувајќи го и медицинскиот персонал, дека половината од заразените биле заразени на работно место. Така да нема причина за да ги изостават другите работници, дали се работниците од приватниот сектор, дали се работниците од администрацијата, кои што исто се во додир со многу странки во текот на денот. За нас е тоа, значи нема континуирано подолг процес на влијание врз нели на тоа заболување врз здравјето. Едноставно се уште не е испитано, се уште не знаеме какви последици остава врз тие што биле заразени, така да за нас е неприфатливо само за една категорија на луѓе што се заразиле на работно место да биде професионално заболување, а за останатите да не биде професионално заболување. Затоа еве нашиот став е и како конфедерација, вчера имав неколку разговори со одредени грански синдикати, да тука спаѓаат и одредени број на вработени како такси превозници, транспортери, шофери во ЈСП и така натака. Толку од мене за сега, па не знам. Секако, ова беше во ведниот збор од сите нас тројца. Се обидував максимално да бидам рестриктивен према себе, за да го возможно повеќе збор да може да се искажете. Чисто само да го нагласам онај дел кога еве ќе го сумирам пред да му предам бидејќи професор Јовевски повара збор. Го сумирам онај делот на професионалната струковата фела, а тоа е дека врз основа на што и да правиме, како и да правиме, ние сепак треба да ги превземеме, како што и професор Стикова напомна, стапките за да утврдиме пред се механизмите на настанување на заболувањето како што е COVID-19. За да го направиме тоа, ние пред се мораме да ги ревидираме сите проценки на ризик на работните места, но секако е потребно и кога веќе тоа ќе го правиме, потребно е да истото тоа го направиме синхронизирано за сите професии. Се сложувам дека не може да изолираме одредени професии дека се поприоритетни, другите дека се секундарни, дека едноставно секој некој доаѓа во ситуација да биде изложен на можност да го контрактира новиот коронавирус, да всушност и доколку развие COVID-19, да дојде во ситуација да истото тоа може да му биде признано како професионално заболување. Од друга страна, пак имам и други примери кои што би сакал да услушнам вашето мислење, но тоа ќе го оставам во онај дел на точка разно. Затоа, пред да приложам понатаму со дискусијава, го повикувам професор Јовевски во однос на предпоставам беше инспириран од одговорот на Алповски. Благодарам, Милан. Ја чувствувам за потреба да објаснам некои работи за да бидам добро разбран и за да можеме да извлекуваме вистински поенти од целата дискусија. Имено, не става збор дека мојот став е против тоа дека треба да биде професионално заболување. Кога можат сите останати други инфективни заболувања да се стават под една група или поодделно да се одвојат, веројатно и COVID-19 можеби ќе биде и со право ставен во група на такви инфективни болести кои што предизвикуваат професионални заболувања. Но, тоа што го потенцирам во два аспекта. Прво, како што и самиот Благо ја кажа и сите останати, ние се уште немаме доволен број на информации. Најмалку кога што имаме контрадикторни информации, дури понекогаш тотално различни за тоа што е COVID-19. До таму што дури не знаеме ни дали е типичен коронавирус, затоа што сега излегуваат голем број на научници, нобеловци, кажуваат дека станува збор за вирус кој што е вештачки направен, кој што заради XY причини се нашол меѓу луѓето. Не навлегувам во тоа,
Тоа не е темата, меѓутоа ние се уште не знаеме дали е ова типичен вирус, со што се занимаваме, со што си имаме работа. Допрва ќе излегуваат одредени информации и сознанија за тоа за што станува збор. Во овој дел би сакал да имаме внимателност и да бидеме во одредена смисла и будни, да не, како да кажам, веднаш даваме преголеми квалификации дека ова е нешто престрашно или да го подценуваме дека како што некој збора ова е само малце посилна наснинка, меѓутоа очигледно дека во пракса и не е баш така, се покажува дека и не е баш таква наснинка, но не е веројатно ни со таква инфлуенца како што се зборува во одредени кругови. Са тоа е едниот аспект. Вториот аспект е јас проблемот со генерално со инфективноста, со професионалното заболување, всушност го ставам во контекст на трудот. Значи, затоа поставам ја прашање и дилеми. Сакам однапред ние да знаеме на што сме. Ова, имам личен впечаток, дека ова што е ставено вака е вметнато без да се промисли добро, без да се изанализира и без да се знае што всушност овој COVID-19 ќе има за последица. Едно е ние да признаеме дека може да предизвика професионално заболување. Во ред, се може да предизвика професионално заболување. Во наводници ова се. Значи многу работи може да предизвика. Меѓутоа од трудово-правен аспект и од аспект на социјалното осигурување, односно здравственото и пензиско инвалидското, има некои други последици кои што треба ние да ги земеме во предвид. А тоа е што ако некој одлежал COVID-19, а нема никакви симптоми или нема никакви последици. Тогаш одговорот би бил ништо. Тоа не значи дека по дефиниција ако некој одлежал COVID-19, дека веднаш му се признава право дека има професионално заболување. Тоа ми е поентата, тука сакам да ме разберете си. Те разбирам во тоа, него јас сакам онај другиот дел да од твој правен аспект да го појасниш. Значи кога станува збор за, еве да кажеме, во текстилни фабрики. Значи се стекнува, имаше дури цели текстилни фабрики се затвара. Има вработени кои заболуваат или се заразуваат со новиот коронавирус. Дали развиваат, да кажеме, заболување понатаму, не знам, не може. Добро, се инфицирани, да. Дали истите тие, следбено на овој нов правилник, ќе можат всушност да побараат признавање на професионално заболување? Не, бидејќи точно е наведено во точка 408 од новиот правилник кој што стапи на сила, точно се однесува само на вработените во лекарите, медицинскиот персонал, како што вели нели ветеринарните лекари и тоа и поврзаните нели професии со сето. Второто прашање. Значи тука немам дилема и дека треба да се прошири на линија сум на тоа како што спомна и ти и Благоја, на линија на проширување дефинитивно. Второто прашање. Имавме лекар кој всушност е челник на одредена установа, сега не е во ред да ги споменуваме, но сите знаат установа збор. Работникот се заразува со новиот коронавирус, развива заболување, го пренесува на неколку колеги, дали истиот тој работник може да побара признавање на професионално заболување? И да и не. Значи, вака како што е сега стајано во правилникот, дефинитивно ќе се констатира од правен аспект дека постои професионално заболување, значи заболување поврзано на работно место. Докторите, затоа е ставен фокусот во правилников сега само на докторите. Тоа е наједноставно и најлесно, веројатно. Значи, доктор се заразува на работа, за работно време на работно место. Професионално заболување, меѓутоа без трудово-правни последици или со трудово-правни последици по неговото здравје. Ме свеќате што е разликата. Значи, вие можете да се заразите и од друга болест, не мора да е COVID-19 на работно место, не е инфективна клиника, има разни болести, разни доаѓаат, разни луѓе со разни здравствени тегоби. Значи, може и некој друг вирус да биде, некоја друга болест, која што не може и сипаници да е, што некој доктор не прележал или докторка. Значи, ако тие сипаници кои што се да предизвикаат одредени последици по здравјето, кои што ќе влијаат на намалување на работната способност, тогаш е една правна ситуација. Ако не влијаат ништо, значи само отсуствуваш како и во други случаи од дома, една недела, 2 недели, нели, пак користиш платено, користиш паричен надоместок заради болест, се сведува во делот како и секоја друга болест, која што ти ја користиш и се лекуваш и здравствениот систем се активира. За да се признае
последиците од професионална болест, од трудово-правен аспект мора да има тоа последици на работната способност. Тоа е поентата во ова, за да ја имаме слика. Значи, имаме професионална болест, немаме последици. Тоа е. Или имаме последици. Уште една работа која денеска ја прочитав од белгиски виролог Петер Пиот од Лондонска школа за хигиена и тропска медицина. И тој е еден од оние консултанти на Европската унија и водечки научни кои всушност заедно со група од други инфектолози, виролози, го имаат откриено еболата во 1976 година. Вели, века, пред се не е толку вика самиот коронавирус, значи колку што тој ќе предизвика оштетување на бубрези. Значи ќе предизвика хронични проблеми на бубрези и срце, на останати органи, на останати системи и така натаму. Значи, ова е сега делот, претпоставам го иземаме тука од правниот дел и го враќаме повторно кај професорката Стикова. Дали е возможно, дали сте во можност, например, професор Стикова, да го презентирате алгоритамот кој го направивте со Бајлево? Мислам дека меморијата ќе ме држи и ќе можам да го презентирам. Меѓутоа би сакала две нешта да истакнам. 40 години работам, разговарав минатиот пат со Лазар во област на професионално здравје и струката бара од мене, кога нешто ќе потпишам, тоа да биде медицински оправдано, ама да биде и законски овозможено. И во тој смисол сум во својата работа и во длабуњата на својата душа, јас сум егалиста и легалиста. Ако е егалиста, тогаш апсолутно на секој работник, за кој што аргументирано ќе му биде докажано, дека причинско, последично заболел на своето работно место, како последица на непревземање на мерки за заштита, мора да му биде признаена професионална болест. Но ограничувањето е дека мора да биде внесена во листата и да бидат исполнети условите и критериумите. Во однос на докторката за која што ја спомена, јас знам, значи, прозрев за кого станува збор. Има една друга многу поважна работа која што ти, Милан, како историја на болеста не ја кажа. Болеста е добиена на зимување. Што значи дека има епидемиолошка анкета докажана дека е добиена на зимување. Сега, ако се вратам кон и од тука, апсолутно како легалиста, сметам дека нема услов да биде признаена. Но од друга страна, Лазар ќе се согласи дека така како што е сега напишана точка 408, таа ги исполнува условите. Пишува дека треба здравствен работник, да е ПСР позитивна од овластена установа, она беше од Институтот за јавно здравје и не се исследува. Во тој смисол, со Благоја би сакала малку да размениме мислења, да влеземе во еден процес на брейнсторминг. Да, апсолутно се залагам. И нашите херои се сега здравствените работници и треба да им овозможиме. Меѓутоа, оваа точка е сега малку несреќно срочена и за здравствените работници, или така како што велат медицински персонал. Кога станува збор за остварување на законски права, нема што треба да подразбереме, него што пишува. Во нашата професионална стручна номенклатура имаме здравствени работници, здравствени соработници и помошен медицински, нездравствени работници, и тие категории треба да ги внесеме така и да не оставаме простор што некој ќе подразбере. Затоа што јас можеби едно ќе подразберам, друго ќе подразбере, меѓутоа Лазар е тој што ќе треба да пресече. И кога ќе дојде да се пресекува на суд, во фонд за ПИОМ или не знам каде, Лазар ќе рече вака, пишува и готово крај. Кога кажувам Лазар, мислам на она што значи силата на правото и силата на законот. Јас се согласувам дека Благоја како синдикален представник треба да ги изнајде сите најмали можни дупчиња за да се залага за правата на работниците. Тоа му е задача, тоа е неговата мисија и тоа е целта негова, нели? Меѓутоа, мислам дека треба да се насочиме и кон барање на правата. Тоа го спомена, малку го наметна Лазар сега кон крајот на неговата втора дискусија. Што е тоа што ќе добие работникот? И ќе го признаеме за професионално. И што е тоа?
А конвенцијата на која што минатиот пат се повика конвенцијата 121 на Меѓународната организација за труд, вели дека треба да добие кеш бенефит, значи кеш пара да му се избори, дека треба да добие покривање на комплетната медицинска нега која што е врзана со неговата професионална болест, не само денес, утре, задутре, секогаш додека е жив, бубрезите, срцето или не знам што уште во текот на годините ќе му се оштетува и треба да добие комплетно покривање на рехабилитацијата, социјална, медицинска, социјална, работна и не знам си се каква рехабилитација. И кога тој пакет на услуги би се зел и би се направил и кога би почнале ние за тој пакет да се залагаме, тогаш ќе стане многу пооправдано барањето за признавање на професионална болест, затоа што во крајна линија работникот ќе рече да, мене ми го оштетил работодавачот здравјето, ми го признал ни законска процедура, ама ја заради тоа ќе добијам и обештетување. Милан знае, јас и минатиот пат нешто спомнав, меѓутоа до пред ковидот во Бугарија исклучително многу работеа така наречени шарк адвокати. Ги чекаат работниците повредени на работа од болница и му вика дај ми да те застапувам, ќе ти земам 100.000 евра, 50 тебе, 50 мене. Зошто? Затоа што ратификуваната конвенција 121 во секоја држава па и кај нас по своето значење е над закон, а под устав, што значи дека може да се применува. И од тој аспект мислам дека треба ние да почнеме да бараме поголеми бенефиции кои што работниците ќе ги остварат по основ на професионална болест. И тука велам, немам дилема дека треба да биде признаено, меѓутоа во рамките на законот сега се доста флексибилно оставен, но да проговориме и за пакетот на обештетувања кои што тој работник ќе ги даде. Конечно одговор на она што ме праша Милан, да, нова болест е. Ние сега не знаеме како таа ќе се развива и што таа ќе предизвикува. Точно е, најавија дека ќе има сериозни оштетувања пред се на бубрезите и на срцето. И повторно како стручњак, како професионалец кој што работи пред се во безбедност и здравјето на работниците, а не во заштита на работодавачот, ако тие оштетувања бидат докажани дека се предизвикани и се последица на ковидот, секако дека него би требало да му следуваат обештетувања по основ на тоа. Меѓутоа, ако се вратиме само еден чекор поназад на мојата дискусија, што е тоа што тој ќе го добие? Ќе му биде признаено за професионално. И во нашиот актуелен момент и миг сега, што се бенефициите кои што ќе ги добие? Мислам дека е тоа исто така едно суштинско прашање. Сега конечно на чекорите. Ќе одам многу брзо. Ги направив чекорите, не знам дали ги добивте. Ги добивте, Лазар, Благоја? Не се. Значи, развив една водилка, со оглед на тоа дека се текстовите и формулациите наши многу големи, закон за пензиско, листа на професионални и што ти ја знам. Во моментов ја споделуваме истата, за да може да се види, истата ја гледаш и алгоритмот може да се следи. Да. Само за појаснување, на овој алгоритам му претходи текстуален дел во кој што е објаснено што значи чекор 1. Чекор 1 е исполнување на условите од член 40 Закон за пензиско и инвалидско осигурување, како што кажа Лазар, дали има влијание, негативно влијание врз работната способност. Ако нема влијание врз работната способност, нема услови за признавање на професија. Ако има влијание врз работната способност, одиме на чекор 2. Чекор 2 вели дали работи во установа за дали е лекар, здравствен работник и така натаму согласно листата, согласно член 408, така како што е дефиниран. Ако е да, одиме понатаму. Ако е не, нема услови, не дава можност. Чекор 3 е, ако е здравствен работник или таа формулација што ја пишува во точка 408, дали се исполнети условите да може да биде признаена болеста. Следниот, ако се исполнети, окей, ако не се исполнети, не се признава, ако се исполнети, се гледа дали се критериумите. Критериумите, за жал, реков, се однесуваат сега само на постоење на PCR доказ и што беше уште во критериумите, да ја добил на извинете сега малце, окей, но не е битна суштината, значи дали ги исполнува критериумите,
Ако не ги исполнува критериумите и нема ПСР, а во текстот кој што оди пишува дека во член 48 пишува дека треба да биде од овластена установа, во текстот кој што го дадов тоа се Институтот за јавно здравје, МАНУ, Систина, Биотек и Жан Митрев како приватни, така ги пишува, тие се официјално признаени, значи дали има од таму. Има дозвола од соодветен надлежен орган за изведување на ова тестирање. Да, ама соодветен, да, прво не е орган, него е установа, меѓутоа во овој момент тие само признаени од државата, нивните резултати се признаваат, го најдов во извештајот на Институтот за јавно здравје и Министерството за здравство и затоа ги став. И конечно, последниот по мене, повторно суштинскиот чекор е дали е аргументирано докажано, тоа е член чекорот 5, дали е аргументирано докажано дека има ризик на работното место. Затоа што ако нема зголемен ризик на работното место, на вистина немаме основ од каде да појдеме, ако работодавачот превзел се. И од лични, и од организацијски, и не знам си какви мерки, и не е утврден зголемен ризик, тогаш немаме и основ, и тоа е она што рече Милан, дека треба да одиме во процес на повторно преоценување на ризикот на секое работно место каде што имаме работници во овој момент кој што се од член 408. Секако дека во некоја втора фаза ќе се прошириме на сите други работници. И последниот чекор што е есенцијален, тоа е за нас барем во нашата работа, не завлага воопшто во целиот овој процес, тука некаде завршува. Ако е направена проценка на ризик и ако е утврден зголемен ризик на работното место, сите претходни чекори се исполнети, тогаш се признава професионалната болест, се пријавува преку матичниот доктор до регионалниот центар за јавно здравје и после тоа тие до Институтот за јавно здравје. И ако сега пак со доста дилеми ние се движиме околу чекор 1, условите, работната способност наваму натаму, доаѓаме до оној чекор кој што некако како да стои на маргините, ама е есенцијален. Има ли проценка на ризик? Јас како професионалец во областа на безбедност и здравје не сум подготвена да го скокнам овој чекор. Во секој случај, носител на таа активност, проценката на ризик на работно место, се овластените установи за безбедност на работа, чиј што представник е нели Милан. Не знам каков е ставот, мислам дека би бил Милан многу блиску до моето мислење, меѓутоа мислам дека ние прво тоа треба да го бараме. Затоа што кога ќе го поставиме прашањето на проценка на ризик и кога ќе речеме без тоа не одиме понатаму, мислам дека ќе почне, можеби се надевам, дека ќе почне нешто што значи реално враќање, затоа што таа проценка на ризик ќе ги дефинира превентивните мерки, ќе ги дефинира корективните мерки и ќе ги дефинира личните заштитни средства. Ќе се согласите дека во сите овие елементи ние имавме до сега доста пропусти. Недоста се пропусти. На таа, фактички на тој последен пети чекор, кој што се однесува на правилникот за изработка на проценка на ризик и изјава за безбедност на работа и правилникот за заштита од биолошки агенси, од таму фактички треба да почне целата филозофија за признавањето на професионалните болести. Дефинитивно, на иста фреквенција сме, затоа што јас, за да го испочитуваме, барем Законот за безбедност и здравје при работа во целост, а со тоа да го обезбедиме и испочитувањето на Уставот, каде што говориме дека на секој работник му е овозможена, нели, мора да му биде овозможена заштитата при работа, ние дефинитивно во овој случај, доколку сакаме да дојдеме во делот на признавање на професионалната болест, потребно е да го изодиме баш буквално овој чекор доследно, еден по друг. Она што сега во моментов, например, зашто ми беше дури коментарот, кога дојдовме во ситуација и често пати тоа го зборувавме со социјалните партнери, зборувавме дека сите, ама буквално сите, и тука не правам разлика дали тоа била нашата управа, влада, или дали тоа било некаде од надвор, сите се фатија за петтиот чекор, а тоа е овозможување на во наводници рекоа лични заштитни средства, суштина овозможуваа хигиенски средства. И на тој начин не ја подигавме тензијата многу повеќе заради тоа што во време на паника најлошо е да додаваш уште повеќе масло и ако работи сега во моментов делот на психолошко смирување на работниците, на масите и така натаму, доведе до
еве, овој момент на социјално дистанцирање, повлекување, не толку интерактивна комуникација и така натаму, рековме, предложивме да, но ќе алудираме дека всушност личната заштитна опрема е она опрема која е сертифицирана. Погорната мерка е она организацијска мерка, на таа е техничко-технолошката, на таа е она мерка на елиминација и субституција. За да го ставиме во контекст се тоа, имаме едно директно прашање до Благоја. Благоја, како ќе ги убедите работодавачите дека одреден број на работници од нивните конкретни работни процеси се професионално заболени? Па, тоа едно по друго само по себе се поврзува. Затоа што ние кога ја испративме првата иницијатива, кажавме како треба да се заштитат работниците и во погоните и надврно отворено што работат и така натака и така натака. Значи, секој збориме, стално збориме и долги години назад е подобро да се превенира него да се лечи, но очигледно ќе настои менталитет се уште не е стигнат на менталитет на толкава култура и таква свесност. Има една работа. Убаво го кажувате, вие и професорката Стикова убаво го кажа дека треба да се направи проценка на ризик. Ако правиме ние проценка, тогаш ќе дојдеме до ситуација дека многу здравствени работници не можат да го добијат тоа професионално заболување, затоа што се во иста ситуација како што се оние и во администрацијата и во фабриките или не знам каде. Зашто? Затоа што еве прост пример, медицинскиот персонал на клиника Убавност грло нема директен додир со заболените. Нивниот ризик е исто толку голем колку што и на оној на шалтер или на оној шофер во автобус или не знам на некој работник во погон. Значи толков е нивниот ризик како зборуваме. Повторно ќе го кажам ова. Недостатокот на диалог. Повторно градиме куќа од кров. Влегуваме низ прозор наместо низ врата. Никако да почнеме да ја градиме куќата од тебе. Баш овие работи што ги кажувате. Значи, стручната фела, експертите не се вклучени во овие одредби, во овие уредби, каде што треба да го кажат нивното мислење и да се стави во закон. И работниците ќе дојдат сега до ситуација, како што се и многу закони, тоа што го кажа и професорката Стикова, и многу закони, па ќе идеме на судови, па правниците ќе толкуваат вака или судијата ќе пресече така по лично убедување. Треба точно, конкретно да се напише, за да не доаѓаме до ситуација да ги малтретираме после работниците и на крајот, еве можам да кажам и до професорот една пофалба за бајлештото учество на Алфа телевизија кога ја пофали еднашка администрацијата. Администрацијата не е се моќна после да ги исправа овие глупости сега што ќе се направат, извинете, глупости под наводници, сега што ќе се направат после администрацијата да ги исправа и за да може да работникот да го оствари своето право. И на крај, кој е крив? Криви се тие од администрација. Значи, повторно ќе кажам, ова е тоа што треба. Треба да го изградиме од темел, не да градиме од кров. Треба да влеземе низ врата, не да влегуваме низ прозор. Еве, на крајот, доаѓаме во ситуација, директно професор Јовески го прашам, што би додал? Што би додал за прво, секој работник да може да го оствари ова право. Второ, како би им помогнал на инженерите за да ја направат подобра проценката и како би им помогнал на лекарите, на докторите, за сите заедно да дојдеме во ситуација да го направиме превентивен системов наместо реактивен. Наместо да се однесува на одредена група со многу недоречености, како да го направиме, како би ни помогнал нам да го направиме, да го строчиме тој допис утре за утре да го испратиме до таму кај што треба.
Милан, благодарам за оваа можност сега на крајот да дадам еден, како можеби мој личен заклучок во врска со твоето прашање, тоа е дека веќе навистина се заседих во импровизации во нашето општество, во нашето право и навистина во контекст на она што го кажа и Благоја, исто така сакам да истакнам дека е време веќе да се работите туркаат од темел, да се тераат професионално, да се работи за општото добро, не за некои лични бенефити. Дефинитивно потребно е одредена ревизија на системот. Јас сега зборувам ан женерал на безбедност и здравје при работа. Значи потребни се нови правила на игра, потребно е да се сите обединиме околу заедничката платформа, а тоа да изградиме здрави работни места и сега за да не е случува како некој политички говор или памфлет, значи во конкретните овие околности кога зборуваме за точка 48, навистина треба доработка на самиот правилник, навистина треба да се земат во предвид и анализите досега и од сега, особено од сега кои што ќе седат од медицински аспект за ова професионално заболување и дефинитивно треба да престанеме со делот на дискриминација. Значи, ако е така, дека може да се зарази секој на работно место, треба да се однесува за сите вработени, не само за лекарите и здравствените работници и слично. И дефинитивно ревизија на дефинитивно се слагам со тебе, значи новите проценки на ризик кои што ќе треба да се направат, меѓутоа треба и државата одека да се вклучи, не може тоа да се остави само на односот на работодавачите. Значи во овие околности треба да се помогне. Јас имам некои конкретни идеи, сега не би ве оптоварувал со сето тоа како би требало да им се помогне на работодавачите, се со цел оваа работа да се заврши од страна на сите работодавачи, да се заврши професионално, да не биде проформа и да бидат новите проценки и новите услови во кои што ќе функционираме и ќе делуваме, да бидат на вистинско ниво. Кога зборувам за COVID-19, сега ова земете го и пренесете го, направете паст, copy-paste и на сите останати аспекти од инфективни болести, од сите останати ризици кои што се видливи и кои што се скриени и невидливи ризици. Така што сите заедно обединети, како што еве ова денеска го правиме ние, не дека сме ние, нека го прават и други, дај Боже, и сите заедно да го правиме, да се обединиме и со другите и така натаму, но да го правиме да биде за добро, да биде за општо добро. Благодарам. Благодарам, професоре. Завршна мисла, професор Стрикова. Да, мислам дека завршната мисла ни е на сите иста. Дека апсолутно, ја не знам како пред се ти, Милан, како модератор или како иницијатор воопшто, имаш идеја ова да го артикулираме и дали воопшто ќе превземеме нешто да го артикулираме, меѓутоа дефинитивно завршниот збор е дека на секој работник за кој што причинско, последично, временски и просторно ќе му биде потврдена поврзаноста меѓу болеста и занимањето, во конкретниот случај за COVID, апсолутно на секој работник, независно во која област работи, треба да му биде признаено тоа заболување како професионално. Патем само малку како една додавка кон дискусијата на Благоја. Мојот работодавач мене ми овозможил да работам од далечина. Ризикот на работно место за мене, како здравствен работник, кој што работам во Институтот за јавно здравје, ни оддалеку не е ист со ризикот кој што постои на работно место на моите колеги микробиологија и вирусологија, кои што се нон-стоп таму и работат и празници, и викенди и така натаму. И од тука јас инсистирам на тоа исклучително многу, дури повеќе и пожестоко се борам за тој концепт и од Милан, за нешто што значи проценка на ризикот на конкретното работно место и за конкретниот работник. Во крајна линија ние сме три на исто работно место распоредени во мојата институција, моите две колешки одат на работа, јас не одам, работам од дома. Значи и меѓу нас има разлика и затоа велам од тука треба да поидеме. Завршната мисла се сведува на тие две компоненти. Да се дорасчистат. Апсолутно мислам дека и на здравствените работници, они се хероите на нашево време, ама имаме и други херои. Неспорно, немаше да функционираме ако ги немавме продавачите, ако ги немавме полицајците, ако ги немавме транспортните работници, нели? Апсолутно. Па и административците кои што работат сепак. Велам и административците, професорке, кои што работат на шалтерите и ги примаат документи на луѓево. Да, кои што сега поднесуваат документи користејќи разни мерки. Неспорно велам, секој работник, без исклучок, на кој што ќе му се докаже изложеноста на работно место и појавата на болест, нема никаква разлика.
Да, наши херои се здравствените работници, ќе направиме се, треба да ги усогласиме стручните стандарди, сугестиите на Лазар во овој период кога има доста флексибилни формулации во законот, мислам дека ќе ни биде драгоцена помошта на Лазар за да ги усогласиме, повторно да бидеме во корист на работниците, меѓутоа сепак да се сведеме на некое ниво. И велам, вториот аспект затоа што медицинската работа останува најчеста. Има PCR позитивен тест или нема PCR. Мене не ми остава простор ништо друго да правам, затоа што вели дека треба да имам диагноза од инфектолог и треба да имам PCR позитивен. Секој што ќе ми донесе инфектолог, диагноза од инфектолог и PCR, за мене како доктор е завршена медицинската работа. Стои во делот на легислативата и стои во делот на проценка на ризик. Тоа ми се завршните зборови. Тие се што ќе ми направат ограничување дали ќе биде признаено или не. Со оглед на тоа дека јас повеќе зборувам, нели, фокусот за сите работници и проценка на ризик и упатство кое што се обидов да го направам како докторите општа медицина да извршат признавање на професионалната болест. И тој текст ви е достапен. Навистина би ми било драгоцено да го погледате, да видите дали нешто треба да додадеме, да измениме, за да направиме веднаш, многу брзо, апликабилна алатка, да ја пратиме на докторите општа медицина, за да знаат како да се однесуваат во однос на заболените работници од COVID. Тоа би биле моите завршни. Господин Раповски, вие завршен збор? Значи, многу краток ќе бидам. Многу краток. Денеска, еве и ова што го разговаравме, денеска покажува дека може да имаме диалог кој што ќе биде еден фер, коректен и плоден диалог. За разлика на каков диалог во оваа држава, тоа што највеќе ни недостасува. И уште една реченица за крај, дека се сложивме сите, значи на чекорите што треба да се преземат и треба да го направиме ова за да не ни биде утре криво дека не сме постапиле, барем сме се обиделе. Дали ќе имаат слух од другата страна да не слушнат и колкав притисок ќе видиме во можност да извршиме, таа ќе видиме допрва. Барем ќе се потрудиме. Барем сме се обиделе. Да. На крајот, професор Јовевски. Ја мислам дека ми помина мене крајот. Не, јас го свртев целото на крајот од слушната. Тоа ако поминал крајот, ќе ми оставите на мене ко домаќин. Така е, да. Доволно зборував. Мислам дека кажа што требаш. Значи, неколку работи. Драго ми е што ги направивме на резонанса во однос на фреквенциите на кои се наоѓаме по однос на пристапот кој треба да ни биде по однос на професионалното заболување COVID-19. Драго ми е што се наоѓаме на иста страна кога станува збор дека за сите работници е потребно да биде признаено, значи не треба да правиме било каква дискриминација, но и од друга страна потребно е тоа да го базираме врз научен пристап, научна методологија признаена и сето тоа да биде во интерес и на работодавачите, но и на работниците. Професор, една тема за дилема, а тоа е бидејќи работите од дома, сте здравствен работник, вашето работно место е домашното обкружување. Што ако, не дај Боже, се заразите со коронавирус? Не мора да одговорите, ова е само како тема за дилема, дали ќе биде признаено или нема да биде признаено како професионално заболување. Можеме да го имаме за понатаму или ако сакате можете чисто однака. Јас го имам одговорот. Ако работиме од дома, дефинитивно тоа е нашето работно место, тоа се новите форми, мислам нови, релативно нови, инаку во светот се одамна познати, така што работа од дома е признаена форма на работен однос и дефинитивно ќе се смета како професионална болест. Доколку нели опфатот е на сите вработени, не само на онаа бидејќи е докторка професорката, така да тоа дефинитивно ќе влегува во тој контекст, според мен. Добро. Ви благодарам на сите. Не знам тоа што стекува, дали не слушнавте, дали дискусијата ја слушнавте? Не, ти видов дека се исклучивте на кратко. Да, на кратко, меѓутоа очигледно не фатив поента, ќе се јавува после по телефон. Поентата беше следна. Бидејќи сега работите од дома,
сте здравствен работник. Што ако не дај Боже се заразите со коронавирусот? Дали тоа кај вас ќе се смета за професионално заболување? Ја реков дека сум егалиста и легалиста. Што за сите, тоа и за мене. Член 408, PCR позитивен ќе однесам, диагноза од инфектолог и ќе барам без милост. Ќе ангажирам и адвокат, затоа што се заразив, не, На работното место. кажува 408. На работното Доставив место. доказите. Ви благодарам на сите, особено задоволство што може вака да продискутирам за тема која е актуелна, но и да ги слушнам вашите умови, да споделат мисли кои и така многу ми значат. До следната прилика, до следниот наш разговор, ве поздравувам и бидете ми здрави и живи. Поздрав, фала многу. Поздрав. Благодарност, поздрав, чао.